Следниот разговор го водиме секако тука од студиото 2 на Македонската телевизија е со господин Митре Арсовски. Еве веќе го гледате во кадар, кој што ни доаѓа од Стопанска комора за мал бизнис. Ќе зборуваме за бизнис, ама ќе зборуваме најмногу за енергија и за енергетска ефикасност. Како тоа ќе го вклопиме? Животот не тера да ги вклопиме овие елементи во местата каде што работиме, во организациите во кои што делуваме, и во домакинствата. Неминовност е да се приклучиме на тие процеси, како би можеле да го согласиме личниот буџет, буџетот на компаниите во кои работиме, со се поголемата потреба од енергија и намалување на вкупните трошоци. До пред известно време програмата ЕУРЕМ беше привилегија само на останатите земји. Од кога е и наша привилегија? Стопанската комора за мали бизниси стапи во соработка со Стопанската комора од Нирнберг, каде што оваа програма од 2009 година е воспоставена и се применува во западноевропските земји. Германија како водечка економија е доминантна во тој поглед. Ние успеавме да фатиме чекор со европските земји во примена на ЕУРЕМ програмата. Каква е таа програма, зашто се работи? Таа програма се однесува пред се на обуки на лица, персонал, кој што ќе може да ги имплементира одредбите што се неопходни за да може компаниите, организациите да направат заштеди во своето енергетско делување. Стандардот ISO 50001 предвидува системи за менеджмент со енергија. Тој бара да се следат тековите на енергиите, електрична енергија, топлинска енергија, енергија од било кој флуид. И врз основа на анализа на потрошувачка на енергија да се донесат цели кои што постапно ќе се реализираат, што ќе води кон енергетска ефикасност. Добре. За да може сето тоа да се направи, потребни се луѓе. Ние се обучуваме преку ЕУРЕМ програмата едновремено како во Германија, така и оддека. 11 модули на обука се, Добре. Предвидени се предавања, интерактивни, самостојна работа на кандидатите и на крај изработка на проект елаборат кој реално ќе резултира со одредени вредносни показатели во поглед на енергетска ефикасност таму кај што ќе биде целта. На крај ги сертифицирате учесниците? На крај се полага. Добре. На крај се полага. Комисијата е иста како и во Германија, како и во европските земји. И по тој текст се добива сертификат кој има еднакво значење во Македонија и надвор од Македонија. Значи, го фаќаме чекорот. Значи било каде може да се однесе таа диплома и ваш? Било каде. Компаниите ширум светот се трудат која од која да биде позелена. Дали нашите компании, бидејќи работите директно со тие обуки, се заинтересирани не само тогаш кога ќе разберат дека сметките им се високи за енергија, туку општо. Дали се заинтересирани за обучување на својот персонал? Кога оваа тема во прашање? Кога е оваа тема во прашање и интерес постои, заинтересирани сме. Во компаниите финансовиот директор, да речеме, ги плаќа сметките, фактурите, доколку сметката е драстично повисока, тогаш него го интересира од што произлегло плаќањето за енергија повеќе во тековниот месец. Структурата на трошоците не се гледа. Преку обуки, преку стандарди, преку воведување на елементите кои што ќе ни овозможат да ги следиме тие декови, ќе направиме и заштита на животната средина. Организацијата со имплементација на одреден стандард се легитимира дека врши и заштита на животната средина, заштита на вработените, заштита за идните генерации, за добробит на сите. Зборуваме за компании, меѓутоа секој од нас како поединец сака да заштеди енергија, барем така треба да биде, сака да заштеди и пари. Дали обуките се отворени и за поединци? Овие обуки од ЕУРЕМ се наменети за раководни лица, за топ менеджментот или близко до врвните лица, за раководители на одредени производни процеси, за некои лица што се занимаваат со логистичка поддршка на процесите во компанијата и битно е да може да донесуваат авторитарни одлуки во поглед на понатамошна примена на стандардот. Значи не е за широка примена ЕУРЕМ програмата или ISO 50001. Така, која индустрија е најзасегната од ова и која индустрија најмногу ги користи вашите услуги?
членките на Стопанската комора за мали бизнеси се концентрирани на енергетската ефикасност и на системите за енергетска ефикасност и разновидни се по својот карактер, од производни организацијски, трговски, услужни, консултантски, обединети се заради синергетските ефекти што може да ги остварат за целокупна добробит. Сите да најдеме одредена бенефит од примена на тековите кои што веќе постојат и она што не интересира. На прашањето лично како да оствариме заштеда. Ако ја погледнеме домашната сметка, и таму не знаеме што ни ги предизвикало трошоците. Не гледаме дали е тоа преголема употреба на електричната печка, на бойлерите, дали може би од електричното осветлување, може би се грееме на некој вид енергенс кој што можеме да заштедиме. Добре. При направена анализа ќе може да преземеме конкретни чекори што понатаму треба. Овој процес се континуира, нема застанување. Еднаш, па следна фаза, па следна етапа. Уште повеќе иноваторите на вакви процеси постојано нудат некакви подобрувања. Така што ние влегуваме во тој еволутивен чекор на припаќање на промените што не окружуваат. Бенефити секако ги има. Дали постојат некакви влезни тестирања за оние кои што сакаат да се доедуцираат, да се едуцираат и доедуцираат? Во склоп на Стопанската комора за мали бизнеси, Космо иновативен центар е носител на активностите од ЕУРЕМ програмата и во тек се подготвителни фази за оние што се заинтересирани да се добијат со вака високо рангиран сертификат менаџер за енергетска ефикасност. Конкретната обука започнува на пролет и трае 9 месеци со прекин. То значи тоа е интензивна обука, не е нешто на брзина направено, па и да се здобиеме со сертификат. Има и практична работа. Така. Тука некаде ќе го затвориме денешниот разговор со вас. Сигурно сум дека заинтересиравме многумина, ама заинтересираните кажавте каде можат да дојдат и да се едуцираат и секако да добијат диплома, а понатаму ќе знаат како да си ја валоризираат. Јас се надевам дека ќе има интерес и има интерес веќе и тоа ќе придонесе сите да бидеме во тек со системите за менеджмент со енергија и со енергетската ефикасност како завршна фаза од целата работа. Благодарам. Благодарам. Тука некаде ја затвораме и денешната емисија.